Уште една тема која што ја најави пред малку Вана со гости во студиото, а ја најавуваме вака некако. Во историјата на македонското здравство, првата трансплантација на бубрази е направена во Македонија во времето на Југославија во 1977 година. Неслучајно го зборуваме ова. 2 децении подоцна и првата трансплантација во светот. Она што сакаме генерално да го кажеме е дека држиме тренд низ годиниве и она што посебно радува последниве години е дека расте бројот на донирани органи и трансплантации во Македонија. За неполни 4 години, ако се водиме по статистиките, имаме повеќе од 85 донирани органи. Тоа значи дека исто толку животи спаси хуманоста на нашите граѓани и нивните семејства изминатиот период. Последниот успех на македонските лекари со уште една успешна трансплантација со коска од донор кај 12 годишен пациент е причина и утрово да зборуваме за тоа колку е значајно органно донорството, за кое гласно говориме и праќаме порака, но и секако кампањата која ја реализира Министерството за здравство, а е финансирана од Европската унија. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Се во ова зашто ќе говориме наредниве минути го поттикна информациите за кои што слушаме и читаме изминатиот период. Кога се зборува генерално за трансплантациите, доктор Гавриловска се зборува за трансплантации на витални органи, но еве деновиве ни пристигнуваат и малку поинакви информации со успех од трансплантации на коски. Така, да, точно. Добро утро и од мене, до вас и до гледателите на вашата емисија. И точно е така, кога се говори за трансплантација, сите најчесто мислиме на витални органи. Што тоа подразбира срцето, бубрезите, црниот дроб и ке кажам, можеби и сосема нормално и оправдано, затоа што тоа се организми кои што не можеме да живееме. Меѓутоа, од друга страна, можеби животот да е возможен и реален, меѓутоа квалитетот на живот ќе биде многу поголем и за оние пациенти кои што можат да добијат трансплантација на вакви коски и ткива. Во нашата држава, уште во 2020 година е направено план и програма за ова. 2021 година е помогнато со помош на проектот од Германската амбасада да се набават соодветни ладилници со многу висока температура, од кога всушност е започната трансплантацијата на коски во нашава земја. Доктор Милена, имавме и последна уште една успешна трансплантација, потврда, не само за хуманоста на граѓаните и медицинскиот кадар, бидејќи целиот овој процес е еден микс на емоции. Ајде малку да кажеме како течеше целиот процес и не само од медицински аспект, туку и од човечки. Прво ќе се надоврзам на прашањето прво на Александра кој што го поставивте, значи освен мускули и крв и коскени ткива, може да се трансплантираат и делови од окото, значи рожницата за да се спречи слепило, може да се трансплантираат кожа, цели композитни ткива, срцеви валвули и така натака. Значи, нешта кои што кај нас се уште ги нема, меѓутоа постои простор за тоа да се создаде. Во тој контекст би додала дека од еден пациент, од еден донор, може да им се помогне на 70 различни пациенти, освен да се спаси животот на еден двајца со давање на тие витални органи, со овие други нешта може значено да им се подобри квалитетот на живот. Да, ова е нешто што го работиме веќе не цели 4 години и многу ми е драго што и јавноста почна да се интересира за тоа. Викам, иако веќе имам известна пракса која што добро си функционира, така што сето тоа допринесува да се развие нашата цел, тоа е да се поткрене свеста за органодонорството. Да, спомнавте, интервенцијата кај нас интервенциите одат во 2 фази. Првата фаза е прибирање на ткивата, односно експлантацијата. И тоа се случува во доцните часови обично. Нашиот персонал, медицински сестри, техничари, хигиеничари, сите ги оставаат своите домови во ниедно време од ноќта да дојдат да го исполнат тој алтруистички виш чин на превземање на органите, што верувајте емотивно е многу захтевно и тоа бара посебен карактер, но чудесно е како сите се екстремно професионални во моментот кога ќе има потреба да се изврши интервенцијата, иако и денови после тоа не можеме да спиеме. Значи, ткивата се прибираат, соодветно се обработуваат според стандарди кои што ни се пропишани од Европската комисија за квалитет на ткива и органи и лекови.
и понатаму се здаваат во употреба во втората фаза. Значи тоа е трансплантацијата и тоа се овие операции кои што ја подкрие на јавност овие последни денови. Значи, тоа се интервенции кои што се востановени во нашата клиника, кои што ги изведуваме и инаку, меѓутоа, кога би ги немале биолошките материјали, би било малце потешко за нас да се снајдеме во целата таа ситуација. Исто така, еден трет емотивен момент е на реципиентите кои што ги примаат тие органи. Има интересни реакции кои се граничат од една тага, една среќа и понекогаш навистина има потреба да исконтактираме со колегите од клиниката за психијатрија. Да, тоа е врзан ланец и апсолутно треба да функционира. Да. И сега споминавте дека расте бројот на трансплантации и би сакала малку да проговориме и во однос на бројките, што значи тоа и меѓу другото колку пациенти има во моментов на листата на чекање генерално. Кои органи најмногу се чекаат, Александра, и од друга страна да ни кажете, доктор Милина, кои се податоците од вашата клиника во однос на пациентите кои што чекаат? Бројот на пациентите кои што се наоѓаат на листите за трансплантација е премногу динамичен процес кој што постојано се менува. Тоа е во надлежност, таа листа е во надлежност на Министерството за здравство, каде што секоја соодветна клиника во однос на специфичната патологија што има пациентот, си го поставува пациентот на таа листа. И што е многу интересно е дека тоа е буквално премногу динамичен процес. Во моментов додека ние разговараме, значи може веќе да се менуваат листите. За жал некои од пациентите поради недобиена можност ги губиме, меѓутоа исто така има голем број на пациенти кои што нели успеваат да добијат орган и да нивниот живот се спаси и се продолжи. Најголем е бројот на пациенти кои што чекаат бубрези, потоа на пациенти за срце, на пациенти кои што чекаат црн дроб, така да тие се најчесто нели листите кои што постојат и органите, односно пациентите кои што се поставени на овие листи и во моментот кога ќе се најде значи соодветен дарител за нив, имаме специјален софтверски систем, тоа е превземен од европски стандарди кои што се прави специјален мечинг и кој што треба да ги одбере соодветните приматели на овие органи. Многу интересен податок е дека после онаа ковид пандемија која што ја преживеавме и доживеавме сите, расте бројот на пациенти кои што имаат потреба од трансплантација на бубрек, односно се зголемува бројот на пациенти со бубрежна инсуфициенција. Доктор, се извинувам, Ване, само да ги слушнеме податоците од доктор Милина. Нема проблем. Значи, ние, за среќа, немаме листа на чекање, бидејќи имаме складирани ткива, кои што фактички го чекаат својот реципиент и кај нас принципот е first come, first served, тој што ќе има потреба во моментот, ако располагаме со графтот, ќе го добие секако, сето тоа се анализира, се дискутира на нашите стручни состаноци, пред да има потреба пациентот од такво нешто. До сега сме учествувале на 12 експлантации, од тие 12 експлантации располагавме со 60 ткива, од кои што 30 се веќе искористени за најразличен вид на операции. 9 се за туморски операции, 8 се за псевдоартрози, тоа е несраснување на коски, 5 се за реконструкција на стапала, од кои 3 се деца и од кои едното е последното на 20 годишниот пациент, 3 се за реконструкција на преднев крстен лигамент, за ревизија на преднев крстен лигамент, и 5 за преднев крстен лигамент и 3 се реконструкции на руптура на ахилова тетива. Така да имаме на располагање во моментов околу 20 на ткива, што е сосема задоволителен број за нашите. И тоа каде потикнува оптимизмот во говорот. Така е, секако. Да. Долго време ја следиме темата, ја работиме и како медиуми, и како новинари, и мислам дека оптимизмот е тој што ни ги носи од година во година се подобрите и подобрите резултати. Би сакал едно подпрашање за двете, кога зборуваме за свесноста, кога зборуваме за кампањите, каде е тука улогата на верските заедници, колку тие можат да ви помогнат, за да уште повеќе се зголеми бројот на луѓе кои што, семејства кои што ќе одлучат да влезат во целиот овој хуман процес, и ако до сега биле од многу помала помош, ајде да ги повикаме и апелираме во иднина уште повеќе да помогнат? Апсолутно сте во право и се согласувам со вас. Значи, хуманоста и солидарноста на нашиот народ расте. Тоа се дължи на премногу фактори, како што се едукацијата, јавното говорење, транспарентноста. И многу интересен момент, и јас стално сакам да го нагласам, е дека
практикуваме медицина базирана на докази според европски стандарди. Значи, она што ние го работиме, не може да се каже дека се разликува од светските и европските центри. Ние сите на формален или неформален начин сме должни да имаме едукација, да имаме доусовршување во однос на медицинскиот профил на работници. Меѓутоа, она што најмногу не двои од европските земји, тоа е согласностите од фамилиите за донирање на органи на својот близок. Интересен податок е дека нели имаме многу убава комуникација со Хрватска, која што е втора во Европа по бројот на дарители од починат донор или кадавер. Ни велат дека после излегувањето на папата на телевизија и кажување дека нема верска заедница која што се противи на ово органодарителство, затоа што во последниот суден час се делата кои што се уствари вреднуваат, а не телата, они имаат многу зголемување на бројот на органодарители од починат донор. Кај нас верските заедници досега ни помагале и се во соработка со нас, затоа што верувајте и христијанството и муслиманската заедница, вероисповед различна на народот и на населението, не постои никој кој што не го поддржува ова како најголем чин на хуманост. Доктор Милена, пред малку доктор Александра спомена еден сегмент во однос на едукацијата која што е неопходна за изведување на вакви сложени трансплантации. Мене ме интересира, го споменавте вие психолошкиот аспект, но што значи подготовката и едукацијата за да се влезе во сала и да се изведе една ваква сложена операција? Континуирана медицинска едукација е императив за сите сфери во медицината. И ова не се одвојува од тој принцип. Така што да, самите трансплантации бараат добра подготовка, особено туморската патологија бараат добар план за реконструкција и како сето тоа ќе се одвива. Другите се помалку или повеќе доктринарни ставови кај кои што знаеме точно што треба да направиме, доколку би ги немале овие вредни заместителни материјали од природно потекло, од хумано потекло. Во ортопедијата постои алтернатива, постојат вештачки материјали, постои можност да се земе од самиот пациент коска и да се пресади од едно на друго место. Меѓутоа, тоа за нас е огромен еден бенефит. Другијата страна, она што за нас беше непознато, тоа беше експлантацијата, односно пристапот кон дарителите, како се одвива тој процес и како да се обезбеди најголема можна безбедност на ткивата кои што се добиваат. Освен секојдневна едукација преку читање, комуникација со колегите во странство, неопходно беше да се оди и на лице место во најголемата ткивна банка во Европа, тоа е во Шпанија, во Барселона, каде што на вистина бесконечно вредни податоци се добија за тоа како се тоа треба да изгледа и како се треба да функционира. Можам слободно да кажам дека ние го исполнуваме минимумот потребни услови за да имаме безбедна операција, безбедно имплантирање на имплантот кај пациент и сето тоа е под стандардите на Европската Унија. Така. Пресадување на органи од починат дарител. За тоа разговаравме досега, тоа ни беше тема во фокусот. Но низ годиниве се повеќе и повеќе се зборува и за потребата и заживувањето на трансплантацијата од жив донор. Не дека ги немаме и тие ситуации, меѓутоа докаде сме со свесност, имаме ли и таму зголемување на бројките? Премногу се тесно поврзани овие две гранки, би рекла, затоа што од една страна имаме living donor трансплантација која што веќе многу добро функционира во нашава земја, тоа е трансплантацијата на бубре која што се одвива од 78-та година па навака. Имаме стварно премногу успешни приказни излечени пациенти. Меѓутоа, од друга страна, сепак морам да потенцирам дека кадаверичната трансплантација е она која што ќе спаси премногу пациенти, без да има потреба од личност која што од алтруистични причини ќе дојде и ќе дарува дел од своето тело за својот близок. Меѓутоа, кога сме веќе на таа тема, на што интензивно работиме е програмот за да се започне со трансплантација на црн дроб, на хепар од живи дарители, заедно со Универзитетската клиника за дигестивна хирургија и колегите од гастроентерохепатологија веќе интензивно се работи на сето тоа и би била многу срекна доколку година успее да се изреализира.
се надевам дека ќе имаме и уште попозитивни бројки во периодот кој што следува. Се сеќаваме пред неколку години доктор Духчев ни беше во студиото, зборувавме исто за трансплантација на бубрек, дојдов до една интересна информација дека според процентите и според сите проценки и анализи, многу е помал бројот на мажи кои што донираат бубрек на својата сопруга отколку жени кои што секогаш и без оглед на ситуацијата велат да, нема проблем, станува збор за мојот сопруг, јас ќе дадам бубрек без размислување. Помина можеби месец-два откако ја разговаравме таа тема и ми се јавува доктор Духчев и вели: Кристина, имаме маж кој што даде бубрек за својата сопруга. Значи јавното говорење менува, тоа сакав да кажам. Така, точно со ваша помош можеме многу повеќе да постигнеме и како некој кој што е уклучен во овие процеси изминативе 7 години, значи работам на секоја трансплантација од жив дарител на бубрек, точно ги знам сите предизвици со кои што се соочуваме заедно и овој момент е премногу интересен дека најчесто тоа ги свари женската популација да донира орган за своите. Не знам, јас затечена информација ја немам тука како податок да ја проверам како е сега, но ајде. Се менуваат работите. Ви благодариме многу за гостувањето. Би сакал да завршиме чисто и со последното прашање кое што ќе биде и ваша порака до нашите сограѓани. Квалитетен живот по трансплантацијата, не само е мош, не повеќе од мош. Квалитетен живот по трансплантацијата е апсолутно реален и можен. Вие имате пациенти со крајни органски оштетувања кои што добиле нов функционален орган. Све што треба да направат е да водат повеќе грижа за своето здравје, да имаат поредовни здравствени контроли, затоа што тоа се пациенти, повторно ќе напоменам во оној сектор во однос на виталните органи, срце, бубрези, црн дроб, кои што имаат во себе нешто што не е од нив и мора да бидат на имуносупресија за да самиот организам не почне да го отфрла органот, меѓутоа апсолутно реален и можен. Ние сведочиме на повеќе од 500 трансплантации на бубрези, на повеќе од десетици трансплантации на срце, на црн дроб, еве на кускени ткива кои што говорат дека е реален и можен квалитетен живот на овие пациенти. Меѓутоа, што јас стално сакам да потенцираме, дека можеби треба повеќе да се хуманизира овој процес, меѓутоа ние сме здравствени работници и говориме за тоа, меѓутоа има и стварно многу реални и успешни приказни кои што е многу убаво да бидат слушнати. Како последнава со 12 годишното момче, така кој ќе добие квалитетен живот. Така е, нашите пациенти за разлика од реципиентите на витални органи немаат потреба од имуносупресија, така што нивниот квалитет на живот и во тој контекст е значајно подобрен. Значи зачувување на екстремитет кој што требал да биде ампутиран поради тумор, човек што бил инвалидизиран да се врати, да чекори, да функционира нормално во животот. Тоа се све мали и секојдневни успеси кои што на лично ниво, а и на повисоко ниво значат многу. А и за нас хирурзите да имаме достапни ваков тип на материјали значи многу и ни олеснува секојдневната работа екстремно. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодариме. Оваа тема останува отворена, чекаме нови бројки.